Не секој маж кој носи квалитетен костум е джентълмен. И не секој джентълмен носи костум. Многу одамна постоело време кога мажите буквално не излегувале без шешир или качкет. Облечени во луксузни костими со шешир на главата кој символизирал сериозност, елеганција, префинетост и стил. Нешто повеќе за историјата на шеширите. Па, секој човек носел шешир, не е ова, туку мажи и жени носеле, сите носеле шешири. Гологлав, значи без шешир било срамота да се искучи на улица, на пазар, било каде, значи морало да се носи. Дали е кашкет, дали е шешир, дали е било што, морало да се носи. Тоа било како обврска на ова. Дали има разлика кои шешири се носат во зимските периоди, кои во летните периоди? Па има, да. Има разлика. Зимските се направени од филц, чоја, а летните има сламени, имаш секакви слама, памук, панама има исто шешири. Тие се исто сламени шешири. Тоа е рачно плетено. Ова тоа го плетат поише жени. Ова што поише чворови, по-густо, ако е поплетено, тој е по-квалитетен, а најквалитетен од Панама шешири е Монте Кристал, тој е најскап и најджетламенски шешир што го носат. Тие ретко луѓе кај нас овде го нема. Дали шеширот е символ на джентълмените? Да, точно тоа. Еве 19 век, 20 век, ова сите биле облечени со одела, со кравати, со све джетламен, сите биле ова 19-тиот, 20-тиот век биле најголеми джетламени у тоа време. Ал Капоне како шешир носел? Ал Капоне го имам шешира тука на Ал Капоне, ќе ви го покажам. Ова, он секогаш носи со бела машна. Со бела машна. И ја кога го носам тој шешир, имаме малце, се шалам, викам, татко ми пред да почине, ни кажа, вика, синко, ако сакаш да ја зачуваш фамилијата, ова, мораш да носиш ваков шешир, со бела ова. И секогаш тоа ми било како еден вид нешто на муштери да им го објаснам, да им кажам дека шеширот не е само што джетламенски. Шеширот е волна, тоа е волна, чиста волна, изолатор е. Ако во зимскиот период ми доаѓале многу доктори кои ми купувале шешири и ми викале обавезно, вика, шешир на глава да ставиш. Ја му викам, зашто, докторе, ја ако ги продавам, ама зашто? Зашто, вика, првиот ветер, првото ладно што ќе те удри, вика, удира директно во чело, вика, синуси се ствара и да ги немаш, ќе ги имаш. Јас не сум будала, вика, како доктор што доаѓам кај тебе да купувам. Дали ви е познато најголемиот джентълмен на овие простори, маршалот Јосип Броз Тито? Како шешир носи? Па он носеше Панама. Шешири, да, Панама шешир. И тоа од најубавите Панама. Панама со кубанска пура. Кубанска пура, точно. И ќе ви ја кажам и кубанската пура. Ова ќе ја снимите, да ја видите. Ова кубанската пура. Тито бил еден од најголемите джетламени. Да, првпат кога запорил пура, запорил во Соединетите Америки, во Белата куќа, кој никој тогаш не можел ни да запали, Тито и ден денеска ги пишува тие некои податоци што сум ги читали. Носел и исто филцени, исто он поише ги носеше Тито белите шешири. Ова, бела Панама. Моментално ја немам бела Панама, потрошени ми се. Имам од другиве Панами што се кремасти, а белата Панама е стварно. Со
црна трака, тоа е стварно, значи, кој ќе ја ставиш шеширот, фантазија. Доаѓаат ли кај вас джентлмени кои се од други држави? Има и од други држави, имаме и од речи го и од Македонија. Ова можам да ги набројам и луѓето. Може. Ова Бобо Дайнерс. Бобо Дайнерс. Да, Стил. Тил што стварно човекот тука ресторанс, ја да. не можам тука зборови немам за него. И како пријател и како муштерија Може да кажеме дека Бобо Дайнерс е синоним за джентлмените. за у Македонија можам за има и други, ама него